а она што следува во продолжение на нашата утринска програма е линковско вклучување. Ве водиме малку надвор сега од студиото, да видиме какво е времето во Скопје. Ја гледам веќе Ивана, ја гледате и вие. Времето сончево, меѓутоа, Ивана, претпоставувам студен кој е се уште надвор, нели? Добро утро, Ирина, до тебе. Добро утро и до сите наши гледачи. Па веќе се забележува затоплување на времето и оние температури максимални кои што се најавуваат околу 23 денеска за главниот град. Сончево време и расположени ведри лица имаме во центарот на градот, а ние ќе зборуваме ова утро за новата кампања на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, која што е насловена "Безбедноста е во твои раце" и е наменета за сите мотоциклисти, велосипедисти и буквално за сите учесници во сообраќајот, како и за корисниците на електричните тротинети. Ова утро со Дејан Андоновиќ од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ќе зборуваме токму за оваа кампања и како да ја подигнеме свесноста, односно да ја подигнеме културата во сообраќајот. Дејан, ќе ви посакам добро и убаво утро. Постојано Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ги едуцира сите граѓани и учесници во сообраќајот да бидеме внимателни на што треба да се внимава, но сепак за жал нели некако луѓето со брзиот начин на живот и ќе кажам дека имаме несовесни граѓани кои што продолжуваат и понатаму по свое или да кажеме дека не ги почитуваат правилата во сообраќајот. Првин да кажам дека во овој дел од годината ние секоја година од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата правиме кампања околу убаво време, почнуваат велосипеди, почнуваат електрични тротинети, мотоциклите исто така и имаме една кампања за нивно безбедно учество во сообраќајот, апелираме до нив, правиме едукации, правиме советувања, но и апелираме до сите овие учесници во сообраќајот да ги почитуваат правилата, прописите, пропишаната сообраќајна сигнализација, да користат заштитна опрема, значи за мотоциклистите обавезно, обврзувачки, за велосипедите се препорачува и за електричните тротинети, се со цел да ја намалиме бројот на евентуални сообраќајни инциденти и жртви во сообраќајот. Сега се подобрува времето, се зголемува фреквенцијата на сообраќај, излегуваат овие учесници во сообраќај кои до вчера биле возачи на автомобили или пешаци, а сега се велосипедисти и мотоциклисти и тротинетџи. И ние апелираме да ги подсетиме дека сите сме учесници во сообраќај, дека треба да се почитуваат сите овие правила и прописи и да не забораваат овие со велосипеди дека биле и пешаци, да бидат толерантни кон пешаците и овие со мотоцикли да бидат толерантни кон велосипедите и сите да ги почитуваме правилата и прописите, пропишаната сообраќајна сигнализација, да се движат каде што треба, а не каде што, како што сме сведоци у денот, особено велосипедите дојдат каде помеѓу пешаците, мотоциклистите да возат со прилагодена брзина, значи 50 км на час, да носат заштитна опрема. И сега секоја оваа, би рекол, категорија на учесници во сообраќајот има што треба да прави и како треба да прави, но едно е сигурно, сите подлегнуваат под општите правила и прописи со пропишана сообраќајна сигнализација и исто така сите се рамноправни учесници во сообраќај. Оттаму апелираме да бидат повнимателни луѓето, да почитуваат брзината, да ги почитуваат овие пешачки премини, да почитуваат услови на пат, некаде каде што може имате предност, а нема услови запрете, пример. Овие со тротинети исто така таа категорија на учесници во сообраќај да оди каде што треба, не да оди во контраправец, зашто сме исто така да кажам сведоци да не возат меѓу пешаци, да не возат низ градски трговски центар или на кеј каде што е пешачка пат, така. И сега тоа се многу работи за кои можеме да дадеме некаква критика, но генерално апелираме да се почитуваат правилата, прописите, пропишаната сообраќајна сигнализација, да се зголеми јавната свест, сообраќајната култура и сообраќајната етика.
Да, Дејан, ние како медиум постојано даваме поддршка и апелираме затоа што сакаме навистина да се подигне свеста и културата на сите учесници во сообраќајот, а вие на тоа наназад години работите како Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Каде потврлуваме? Зошто ни се случуваат сепак сите сообраќајни незгоди кои што за жал и дел од нив се со човечки жртви? Звучи тавтолошки повторување, но сообраќајната култура и јавната свест ми се чини сршта на целиот проблем. Институцијата која ја представувам, Републички совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, се занимава да се отклонат евентуалните причини за некакви сообраќајни несреќи, а не да ги гледаме последиците како што многу пати ги гледаме, особено луѓето као оној полициски билтен колку настрадале, колку се повредени, колку се починати. Ние се обидуваме со овие апели да не дојде до тој билтен кој го пренесуваат новинарите за викенди и оние вести кои обично не се убави. А каде потфрламе? Потфрламе во почита, потфрлуваме во културата, правиме, не се држиме на она правило, еден дел се разбира, на учесниците не прави нешто што не кеш да ти го прават, бидејќи сите сме ние првим пешаци и сега истрчуваме пред кола, пред автомобил, а утре сме возачи и ако некој не истрча, го критикуваме пешакот. Сакам да кажам, не сме само критични, зборувам генерално. Затоа апелираме, затоа сакаме да подигнеме сообраќајната култура. Затоа, ако секогаш велам, велосипедите конкретно или тротинетите, значи да, тој може би има право да вози тука, но се прилагодува на услови на пат. Значи имате пешаци, не можете да одите цик-цак помеѓу пешаците затоа што вие имате право. Или преминуваат пешачки премин таму кај што не е предвидено да се оди. Ке дојдете до пешачки премин, симнете се од тротинетот или од велосипедот, преминете го и продолжите. Не е крај на светот. Ние сме сведоци денеска како буквално ќе те удрат затоа што он имал предност. Па добро, може би имаш предност, еве јас сум сгрешил, биди толерантен, пушти ме да поминам, па помини ти. Затоа тука потврламе во културата, каква култура имаме, таква имаме и сообраќајна култура. Оттаму апелирам јас како учесник во сообраќај, конечно, поголема јавна свест, поголема сообраќајна култура, почитувајте ги правилата и прописите, пропишана сообраќајна сигнализација. Ако е 50 км во град, немој да возите 55, возите 50. Не е важно дали полиција ќе ве види. Ако сте биле на прослава и сте испиле едно или две чашки алкохолен, жесток алкохол или пиво или било што, не седнувајте за дволонот. Ама можам ја. Да, можеш, ама немој. И сега има многу примери за тоа. Тука потврламе. Треба да имаме поголем респект и почит кон сообраќајот, кон учесниците во сообраќајот, да се почитуваме себе си и да ги почитуваме останатите учесници во сообраќајот, за да имаме нула жртви во сообраќајот. Отаму и апелот и сите овие кампањи кои ги правиме се со цел, со помош на вас медиумите, со тебе Алфа, да допреме, да ги подсетиме граѓаните колку е опасно доколку не го почитувате сообраќајот. Да, ви благодарам, Дејан, на одвоеното време и секако се надевам дека ќе вродиме со убави нешта, односно дека се помалку жртви ќе гледаме низ градските улици. Зголемува сега фреквенцијата на сообраќајот, влегуваме веќе во топли горештини полека, иако времето нели е вакво какво што е. Тоа исто така има особено треба да се внимава на тоа, високи температури, зголемена фреквенција на сообраќај, нели се оди на подолги патишта, доаѓаат време на годишни одмори и ние имаме летна кампања каде што ги подсекаме сите учесници во сообраќајот, особено возачите на моторни возила кои идат на одмор, да одмараат кога возат подалеку на подалечни дестинации на 2 часа, да застане 20 минути. Значи сето тоа има за цел, не се работи дали вас ќе ве види полициска патрола и ќе ве казни или нема да ве казни. Работата е вие заради себе да ставите појас, да не зборувате на мобилен телефон, да пропуштите пешак, да бидете покултурни у сообраќај, па може би има некој проблем ако ви имате предност. Може би тој внатре има некаков проблем, бидете трпеливи и гледајте и бидете виден. Тоа е главното правило во сообраќајот.
Да, Дејан, ви благодарам уште еднаш за двојното време. Се надавам дека сите овие информации на кои што не подсети Дејан Андоновиќ од Републичкиот совет за безбедност се враќаат на патиштата, дека сите ние ги знаеме, но можеби понекогаш ги подзаборуваме затоа што нели така некогаш ни се брза, но секогаш почитувајте ги другите учесници во сообраќајот, а така ќе се почитувате и самите себе, возете со пропишаната дозволена брзина на патот, почитувајте поставената сообраќајна сигнализација и доколку сте велосипедист или пак мотоциклист или пак возите електричен тротинет, немојте да го заборавите заштитниот шлем кој што е задолжителен. Ивана, благодарам многу за овие корисни информации. Со внимание следевме ние овде во студиото. Верувам дека и нашите гледачи. Поздрав до тебе и поздрав до твојот соговорник.